За доцнети плаќања, неиспочитувани рокови, неисполнети договори. Вакви и слични проблеми помеѓу фирмите ги полнат судовите и се решаваат низ долги судски постапки. Сево ова е голем проблем, но и трошок за компаниите кои губат и време и пари. Поради ова, од регулаторна комисија апелираат потрошувачите и компаниите наместо по судски пат, проблемите да ги решаваат со арбитража во склоп на арбитражниот совет. Ги потекнуваме и потрошувачите и компаниите кои што имаат меѓусебни спорови да ги решаваат своите спорови во рамките на овој арбитражен совет кој што ќе биде целосно независен од регулаторната комисија за енергетика и ќе се состои од 3 члена, од кои што едниот ќе биде на предлог на потрошувачот или едната компанија, а другиот ќе биде од другата страна, а третиот ќе биде председател, кој што заеднички ќе треба да го изберат овие две засегнати страни. За да се решат проблемите со арбитража, потребно е само добра волја од двете страни. Очекуваме дека нивните спорови ќе бидат тука решавани спогодбено, со што ќе се ги намалат и компаниите, трошоците во рамките доколку би воделе судски спорови меѓусебно, исто така и судските спорови, особено во овој дел, трајат доста долго. Дека арбитражата е подобра опција од судот е став и на Стопанската комора, во чиј состав исто така работи арбитражен суд. Еден од бенефитите нормално е поголемата брзина во решавање на споровите. Друг исто така бенефит е што страните водат постапка пред избран суд и тоа произведува една одлука која што е конечна. Значи на таа одлука нема можност за жалба, нема можност за пролонгирање на рокот за извршување на истата. Истата само може да се поништи во регуларна судска постапка, меѓутоа таму само доколку има одгледана манливост во делот на арбитражната клаузула. Инаку во изминатите 2 години 54% од постапките поведени пред постојаниот избран суд арбитража биле спорови со меѓународен елемент, додека пак 46% биле внатрешни спорови. Во 2017 година просечното времетраење на арбитражните постапки изнесувало 208 дена, додека во 2018 година просечното времетраење на постапките изнесувало 186 дена или приближно 6 месеци.